Добар ви ден, драги гледачи. Денеска што ќе правиме? Еве ги мајка ми и татко ми позадина. Мафнете. Hello. Денеска правиме некое симпатично видео, невообичаено за мојот канал, или правиме Family Tripчиш. Чекај, полека вози. Така е, денеска гледате видео со мојата мајка како ќе се караме. Стефан, стварно, немој да се однесуваш така или паркирај се да излезам. Денеска ќе видите на кого Стефан е метнат. И за прв пат ќе правиме Family Trip со фамилија Лазарови. Одиме за Охрид и во Охрид ќе бидеме во Вила Пупин, да го поздравам мојот брат Владо. Таму ќе бидеме 3 дена, да видиме како ќе се поминеме и да видиме дали Анита Лазарова или мојата мајка ќе го прежива овој пат. Мајко, дали си подготвена за авантурите со син ти? Во секое време. Стварно? Па да. Во Само секој... немој да ја возиш колата брзо, молим те. Значи, Стефан. Ретард. Гледате, мајка на син ретарда му каже нема цена, о-о! И Марта е со нас, иначе она ќе не снима, па ќе се снимаме сами, заедно. Лайк, шер, сабскрајб, поддржете не и уживајте во видеото со фамилија Лазарови. Чао! Што те асоцирава, мајко? Се заебаваш уште еднаш со таа работа, ќе се скарам на двајцата. Да нема асоцирана. На внука, внук. Колку лајкови за да направиме Леле, не ми се брила. Колку лајкови за да имаш внук или внука? Лајкови да се бираме за тоа. Леле, не ми се брила. Морове. Добро, ајде важи, припојка. Колку? 5 лајка. Ајде, одма ставете 5 лајка. Тато 5 лајка за внук или внука, кажа мама. Ти колку кажаш? 3 кажа. Лајкови се добре? Да, треба лајкови за да направи внука или внук, каже 3. Чекај сега, не треба да погодимо? Не бе, само лајкови, што ќе погодиш, нема уште. Ти, сестро? Марта? Иде, кога, Марта? Ќе се надување ка види. Ај, лайк, шер, сабскрайб. Што? Треба да кажам нешто? Да, Зошто? онака. Стигнав пред Стар град во Охрид, Олд Таун, Вила Пупин, најубавата вила на светот со најубавиот поглед, Цар Самуил, Охридско езеро, мајка ми, татко ми, вие. Гледај го шефот, еве го шефот. Види го шефот со што доаѓа, значи шефот е директор. Ова на страна, дечки. Сега одиме во Вила Пупин. Ова е новата вила која што ја заврши пред околу 3 месеци и летната турнеја на туристи помина и сега месец септември е идеално во Охрид без гужви да дојдеш и да поуживаш и тука ќе бидеме сместени на едниве 3 дена. Пристигаме, може, со паркинг, со све. Значи Вила Пупин, горна порта. Чукна? Не. Што фати? Страшно. Од тие таквите. Такви. Тие. Имам една информација дека јас сум начинот. Не ти е точна информација. Не ти е точна. Да. Можда е дезинформација нека. Дезинформација. Ништо, влагаме да видиме како ќе биде внатре. Значи пратот, кога бевме тука летово, го спремаше дворот, го припремаше и сега е се готово. И може да влеземе. Ти спремна си да влеземе? Чек, дојди, не пацата, Што дечки, чек. Значи си резервирате во неговите апартмани и ова ви е градината. Видете што е ова. Видете. Со скара, со све. Тука се апартманите. Што ќе изјавите? Јас сум загубена во ова место и би сакала да доаѓаме секој викенд. Вау! Господин Орце, како долгогодишен посетител на хотели во Македонија, што ќе изјавите за ова место? Дали ви се допаѓа? Јас сум бил често пати свирач во хотелите, знаеш. Каде? Така. Али добро. Убаво? Ми се допаѓа. Само водиче тука фали. Да.
Ма добро. О, Честитки. Господјо, ќе кажете? Много е убав воздухот. Најмногу сум среќен, искрено за овој викенд, ќе ви кажам реално. Јас последен пат не се сеќам кога сум бил со мој тавак. Многу ситуации зафатени сме биле, не сме можеле да се погодиме и баш овој викенд очекувам да си поминеме онака фамилиарно, позитивно и фала му на Владо за пречекот и за тоа што ќе бидеме негови гости. Се надам дека ќе уживаме и ние, а и вие во текот на ова видео. Како сте ви? Дали сте добри? Повели? Да прочитам да разгледам. Да разгледаш? Да. Повели. Ова е најубавиот апартман во Вила Пупин, околу 67 квадрати, пентхаус или поткровје, нели, дневна соба, трапезарија, една тераса таму, меѓутоа самиот момент е ова. Ти спиеш, си уживаш со најубавиот поглед кон Охридското езеро. Пред тебе е Старград и како што кажав, предината Стар Самуел, десно, со најубавото знаме на светот. Дали се гледа горе? Така што ова е вистинско уживање. И Марта... Што? Сега, идејата е да одмориме на саат и после му правиме едно изненадување на татко ми, значи поима нема што ќе правиме. Го носиме во другиот објект на Пупин, кој што е малку подоле. И кажа, во центарот имаат преубава винарија, ќе видите како изгледа, таму го очекува папа некој инструмент. Знаете дека татко ми е музичар, го очекува инструмент по некој и да видиме како ќе изреагира. А потоа ги носам на вечера. Не знам зашто се осеќам многу среќно некако. Дека сме во Охрид. Не дека сум со мајка ми и татко ми се ни конечно ќе избегам од тоа. Многу озбилна работата. Американци, бе? За американци се збори. Мајко, ти да мафнеш? Брато, пушти светла ако сакаш за YouTube да видиме нешто тука. Може. Има Леле. Што джипева, брат, ќе ни презентираш? Jeep Wrangler Rubicon. Рубиконче. Тато, ти што ќе кажеш? чекај бе, немаш се соземам. Чекај, Добре сме ние, фала му на Господ. Ова возило ви е најприкладно за Стар град Охрид со оглед на улиците какви се. Не прикладно. Не е прикладно. Фала, синко. Чекај ми звонат. Аман со телефон. Јас така викам секој ден. Ова е сега второто место, односно Вила Пупин, број 1, таму кај што бевме број 2. Знам дека имаш многу убава винарија тука, така? Да, има еден интересен вински подрум винарија. Добро, вински подрум кој што изгледа феноменално, ја летото го видов и сега да го види татко ми меќе ме добро. Ова е стара како беше дали беше една лига напред, еден вински подрум. Опа, што е бе ова? Слушаш нешто? Чекај, Владко, сега ова, Да, ова ќе да видам кој се? едно изненадување за тебе. Опа! Што е ова? Само за оце. Само зорце, Лазаро! Па. Како се чувствувате, господине, татко, Златен? Ова ти од него, да знаеш? И од цела екипа на Вила Пупин.
Добре идеја имавме, го изненадивме. Баш беше добро. По едно вино ќе ставиме ли? Само орце да ни отсвири нешто, дали ќе ми имаме таа 6 години се не да видим. Што збориш? Кој би рекол? Ме интересира, чекај пред 30 години. Од кај се знаете пред 30 години? Мислам дека постојан пат го видено Мирко со еден друг наш драг колега, Владко, кој свиреше клавиатури. Свира во мој дојран низ тогашните елитни казина. И Значи музиката ве спојила и тогаш. музиката па сигурно. И како е да се видите после 30 години? Овие се мои драги колеги. Тука е и домакинот наш. И он не е прво колега. Прво да кажам дека и он има завршено кларнет и тоа по американските училишта. Браво. Неговиот татко, Секуло Попиновски, прво кажам дека мене ми има отпеано песна на пред 20 на години повише. 30. На Охрид фест. Калина. Значи, Секуло Попиновски е татко на нашиот домакин вечерва. Браво. А и уште една пикетерија има. Ефто Попиновски му е чичко. Секи не освириш нешто? Ти си за подкаст, татко. Тебе да те седнеме 2 сати не застануваш. Што ќе ги отсвириш? Што да весело. Исто Охридска. Голема рича тичила, ти кирја Марие, и јас се поздравljam, да ми дојдеш на визита, јас на те пречекам, да ми дојдеш на визита, јас на те пречекам. Јас да дојдам, ти кирја Марие, јас те поздравljam, те ти ја пратам, сестра ми, кирја Катерина, те ти ја пратам, сестра ми, кирја Катерина. Сакам да им кажам на гледачите во врска со преубавиот звук, многу убавата песна што ја слушавме. Не е тоа случајно, овие луѓе се музичари сите. Благодарам на тебе што вака. Зошто денеска толку сакаш да збориш и да се снимаш? Што ми е убаво на душата. Ајде да се здрави. Нема друго. Ајде уживаме ние малку, па ве носиме во кафана и субава музика. Продолжува видеото. Кога се седиме вака да ја кажеш приказнава за место. Фасцинантно е каква е градбата. Затекнатата ситуација во оваа куќа, претходните собственици. Ова е веќе некој вид на пештера. Ние веќе го способивме и го адаптиравме на некој вински подрум. Иначе да кажам дека ова било природно ова, значи карпите и целиот овај амбиент што го гледате. Ја испита прво безбедноста, овај амбиент дека на оваа пештера. И кажа дека ова е многу интересна информација дека езерото пред можда илјадници или можда милион години поред состојбава на карпата тука, значи вода од Охридско езеро било довде. Тоа се зборови од езеро сега е 50 метри. Да, е повлечено, значи ова е зборувам за можда илјадници, стотици илјадници или милион години. Тоа го знаеле тие според структура на карпа има и. Од други овде комши кои се професорот Тунтев кажа дека дали прва и втора светска не можам да се сетам, ова исто како пештера користеле како скривница. Не го искомерцијализаме објектот поради значи сепак приватноста на луѓе што се гости од самиот. Него е сепак отворено за сите гости, нормално дека сакаме да ги угостиме и усужиме и тоа ни е целта да понудиме нешто баш да кажем поразлично него регуларниот. Кој се назвеча? Да, како е мало изненадување. Здравје. Ајде. Ајде да сте здрави и живи на здравје. Дојни сме за одмор, исклучив одмор. Амбиент топ. Ретки се ваквите моменти да можеш фамилиарно малце поише да се дружиш, сакајте си ги своите и цените ги ваквите моменти. Видете го колку е возбуден. А, мајко? Колку е возбуден?
Па видете мене како ми се образите вцрвенети. Не испивме 2 јегера. Сега работата стана озбилна. Тоа са бајле. Ова е историја, иначе татко ми и човекот, тој, се знаат повеќе од 30 години и јас кога сум се родил, живееле во иста зграда. И сега ќе свират заедно. Случајно песнава е напишал татко ми. Знаете во која ситуација сум ментално? Ми се спие, уморен сум. Значи, ја не пие вчера, ама ми изморија начисто и моментално има 20 луѓе пред мојата кола. И има ситуација во живот кога човек не ќе се слика. Се ти да? Се ти да. Ајде, добро утро. Добро утро, мајко. Добро утро, татко. Се наспавте? Добро утро. Субав поглед. Ова го имате само Охрид. На ниедно друго место. Денеска е интересен ден на чокола. Не? Ова е доручак се вика Охридски доручак. Охридски доручак. Така е. Нема тимата. На здравје нека ви е. Ќе видиме кај не тера денето. Еве, снимаме видео за Тамара. Моментално сме во Тамара 7. Стефан снима релсови за Тамара. Ова ова е големо како лабиринт, човек може да се изгуби помотно. Стефан Бог знае кај. Ене. Не му даде подарок. Добре, мораме да бараме сега. На првиот господин. Ајде ме напрашаме. Колку маркети има Тамаро? 10. 12, 12, 13. Мој Марта. Добар ден. Каде одиме? Можам да сватам во видео дали изгледам поозбилно со ночареви или не. Ти чати да многу лајкови. Овој производ не може да купи. Тоа се вика ореоска со мед. Тоа е традиција за пиење. Овде имаме 8 производи. Ова е спреј, домашен спреј. Ова е добро за грло. Така, здрави. Мене ми го купуваат, да ти кажа, мислам, доктор од Германија, заштитна глезна. Пољаците викаат добра на желудек, на здраве. Проба. Јас си припивам ја прополис. Сите сега како. Многу е јако на грло. Венчарите или не? Е, Венчари треба си пијато. Така, адмаскала, браво. Цела чаша ти да пиеш. Ау, да. Вика. Ајко здрави. Малце закастивме за заливот на куските, ама утре ќе идеме зашто ќе се возиме за катамаран. на катамаран. Така е поминеме до тука. Па убаво најубаво. Видија мајка ми како да е во Париз. Зашто бе?
преубаво. Се осеќаш како во екскурзија што те носеле од трето одделение? Нас те носеам из Југославија. Ау. Чао, брат мој, чао. Сега ми направи шахмат. Вистина беше. Белград на Авала не носе. Абе, вистина. Белград на Авала не носе. Кажам. Мене ме носил пилинце, брат, у Куманово. И па да, ама. Тоа е тоа. Добро утро. Така, ти ги телефонот, кажи добро утро. Добро утро. Може да се натераме добро утро да ми каже, Луге! Пијам кафе. Па што ако пиеш А кафе? добро да е првата Макар и гутка. почина да се караме од сам. Дор не испиено Како првата првото кафе. кафе, Марта? А? Како Сладко првото ми е. кафе, со шекер го пиеш или со чашака да само го пиеш? А без шекер нема шекер. Зашто нема шекер? Па Ти си нема. имаш шекер. О. Ај дојди. Преубаво е да ти кажам. Бе не знаеш ти дали е преубаво, пошто не си на тераса. Зашо ми дошол до тебе, како суштество си ти неблагодарно. Е па не доаѓа, таман погледот цел ќе биде за мене. Ајде, ке те задам, Сакаш поглед? ке те убијам. Сакаш поглед? Дојди. А! Ням си. Отвори ме. Не можам, дојди. Не можам. Отвори. Отвори ма. Зашто ме боиш? Индемски вид. Ти си индемски вид. Не, ау. Зашто не мислиш да поспијам од? Ба спиеш од 8 сат. Знаеш на кој звучам? Онова, попиjem еспресо, брате. Имаш таму еспресо. Кидеме маца ги прошетаме, мојве, да го видате зерово. Последен пат кога биле со катамаран езеро ги фатило ни време и се има страф. И заебана. Охрид Лей Крузес, дечки. Ви кажав и летото, подобри за катамаран немате. Фамилиарно. Да не фати мајата, се спремаме. Те крчкат. Ова се знаци. Татко, што ќе кажеш ти за овие 2 дена, како се поминуваш? Крал. Како крал, вау! Значи, like a king. Oh yeah, baby. Mate, Oh my, yeah. this is very good. It's very nice. Дали си спремен за да станеш дедо? Одамна. Е, па татко да ти сообштам, дека се уште нема да Фала ти тебе за целиот викенд. Братот ги има најдобрите апартмани Пупин во Охрид. Ајде, маца, уживање. Самиот крај, ја мислам дека си поминавме супер викенд. Вие, што ќе кажете за крај? Преубаво. Дали синот ве усреки викендов? И синот ви снашка, Данил. Уште еден живот добивме. Па. Може би треба да си направиме една викендица во иднина тука, а? Да. Да? Да. Сега ја мора. Едногласно прифатливо. Фала ви на вас за поддршката и што не гледавте. Да сте ни здрави и живи сите. Чувајте си ги своите, сакајте си ја фамилијата и поминувајте убави моменти. Поздрав голем. Чао, пријатно. Ставите лайк и subscribe. All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.